Американците имаат изработено гајдлайнси за третирање на кардиоваскуларни болни и безбеден секс. Сите болни ги класифицираат во 3 групи на ризик од проблем за здравјето во текот на сексуалната активност. Заради поголема разбирливост, они препорачуваат на своите пациенти нормално пред да стапат во сексуален живот, после поголеми кардиоваскуларни интервенции, прво да бидат соодветно прегледани. Како едно едноставно мерило, имаат заклучок дека ако пациентот сака да има сексуална активност со партнер кој што му е познат, редовен, значи, во средина која што е, да не речам домашна, меѓутоа вообичаена, тогаш треба да биде способен брзо да се качи по скали еден спрат, без при тоа да почувствува некои тегоби. Ако активноста е со случаен партнер, непознат, и посебно во средина која што е непозната, и ако следува после консумирање на алкохол или поголем оброк, во тој случај треба да биде сигурен дека може да издржи барем 2-3 спрата по скали лесно да се качи. Затоа што тоа се рачуна дека стресот за кардиоваскуларниот систем. Пациенти кои што имаат коронарна болест, кои што користат препарати како што е нитроглицеринот, се јавува несакан ефект кога се комбинира нитроглицеринот со виаграта. Затоа препораката е да 12 часа минимум пациентот не треба да зема нитроглицерин за да може да користи виагра. Затоа што може да дојде до паѓање на крвниот притисок и несакани ефекти, дури потешки последици. Инаку сама по себе виаграта, препаратот не е контраиндициран. Зборам за пациенти кои што се или претходно решени, било хирушки или со стентирање, или пациенти кои што се во стабилна состојба. Ангина пектори стабилна, значи без тегоби, заштитени со соодветни медикаменти и нормално има комбинации на лекови кои што не одат со виаграта, што е малце сега покомплицирано за аудиториумот и затоа треба пациентот конкретно да се обрати кај кардиологот за да може да биде советуван индивидуално према неговата терапија. Значи, виагра и нитроглицерин никако, а тоа со скалите повежбете, драги мажи, еве го Жаре од Преска со лексиконот се бори, ако се избори, ако него прашам, Брег, прво него да поставам прашање. Ајде. Зашо? За моногамија? Моногамија и монотонија. Моногамија или полигамија? Полигамија. Више од народов е повеќе за полигамија. Да. Моногамија некако мислам дека е монотон. Досадна приказка, монотон. А може ли еве малку еве сите да ми објасните? Има една статистичка будалаштина, велат мажите се промискуитетни и мажите се поневерни од жените. Па драги мажи, ме интересира со кого ги мамите тогаш жените, ако сте вие промискуитетни? Дали тоа значи дека мажите се, односно жените се поитри од мажите или жените не раскажуваат за своето неверство, додека мажите се фалат? Ние повеќе на маркетинг изгледа работиме. Маркетинг. Значи калпаджетски, е? А жените висок на пуст остров и таа да дојде, ама викне ги другар ми. Да можам да раскажам. Да си раскажам. Синди Крава, брат, што и правев на Синди Крава. Брег, што те привлекува, што те одбива кај една жена? Зошто обично бегате кога жената ќе ви се приближи на нека дистанца која фаќа паника за блискост, бегате? Кој се тие што бега? Некој од овие тие дека. Бегалци. Што те одбива кај една жена во принцип? Што одбива? Зависи од пристапот. Ми се случувало во животот кога ќе пристапиш со 2-3 чашки алкохол, да си отворен и да си побараш точно оно што мислиш дека треба да ти следи од неизе и неизе од тебе. И во ситуацијата кога паничат, кога не знаат да возвратат дека можеби тоа половина шега, можеби тоа половина вистина, може. Па далеко да прилилили, ние во 99% ситуации така, меѓутоа, после на крај, кога нема да биде така, ќе кажете не. Најбезобразно, почитувам ако одбие со некаков барем пасус, нели? А да заврти грб и да се отиде па тоа. Пасус, цитат, стих, поезија, малку. Па нешто, да.
Тоа ме одбива. Да не Ме бидеш- одбива човек која не уме, генерално се жена да кажем, која не уме да се снајде со секакви провокации. А што те Па не умеш привлекува да тоа? откачи, а тебе да ти биде фино. Па да, едно од тие работи. А што ме привлекува, сигурно прв импакт е физичкиот изглед. Следно нешто, ете, тој му Е пак физички изглед. Да, физички изглед. Па физички изглед. Па после од пето место се друго. Ете, кога е физички изглед, што прво приметуваш кај жена? Јас очи. Навистина. И гледа како ме гледа, Боја се има сика лаже, задолжително? вика, ој корне лаже. Жари, удри Има ме. задолжително боја Удри го или, поцелани задно. или нешто да почувствуваш во нив? Кажи Брик да видиме Ова е. тајната, да почнеме со очите некако, ако треба леки да ставиме, да Не, почнеме трепкаме во не. емисија. Професор, Кој ќе да. што ти интересира да сакаш девојка да фатиш, како го прашуваш? Јас сум монотона, Да, моногамна. моногамна. За монотона не си, може си моногамна. Знаете како, 21 век што поразголено, ние веќе немаме, мажите денес немаат трпение за онаа мистика, за нешто да покри малце па да видам што има доздола, не. Одлично, јас сега да видите Тоа е што никако, имам никако, друго. никако. Да. Сите нас не копка тука што има под. Да, ништо нема. Чипна една многу интересна тема. Значи, Кога би тоа имале што ние по жените- 15-16 години помалку, по 20 години помалку, можда ова и захвално би било да правиме мувет, што не привлекува нас, ние да кажеме Ама не немаме. добри ноги има или добро ова има или добро она. Ние сме мање више сите тука За фрлање над стари. 40, да. Не, Што да. викаме Да, да да, земеш Не, Зборувавме да кој ни е земеш да не најстар, вариш кој ке ти се најмлад. расипеш поредот, има така. него Не, сакам да затоа кажем Пеџа е тука, е, он е Да, па еве помладите. Пеџо ќе му да ја не можам после време ни криенка да играм, никој не ме бара. Пеџа А кажат ми генерација со кој ни е мене, најстар, 34. така? Ме Да. интересира мување. Еве мувањето ти можеш барем во трен да го видиш. Дали младите се почесто се муваат? Изостанува ли бакнежот како еден од предизвиците? Дали имате предизвик кога се на најемотивната сивупле? работа недостасува, баш што кажа Бакнешот. Бакнежот. Не се бакнуваат денешниве девојчиња? Веднаш преоѓаат на... За жал да, нека не. Гледа да се смеа. Пиши таму, Така е. види бакнежот ја немам изостанува. поема, ја одамна Да, сум ти не си 96-та тука, сум да. капитулиран така да не Погрешни можам да зборам. вредности. А дали вие, може би затоа немате предизвик што ви се наповелеле на сивупле? Значи се ви е достап, нема што кажа Брейк, А разбора. кога не Држи, било? да. А Кога кога не не било? било? Да. И гледаме филм. Во мое време не Добро, беше имаше така. мучење порано. Мучење Може, не имаше се пред мачевте. другите луѓе, јавност, во локал, во не знам што, инаку кога имало мучење, ако на страна се тргне и не гледа ни другарка, ни другар, ни никој, апсолутно. Али не пред очите То- на... Да, малце се глумело лудило и секогаш бил муабетот не тука, ме гледаат многу. Тргни се на страна и сето тоа. Па се сепак функционира. интимност се Порано у почитувала. нивно време беше требаше да се напие за да се соблече, а сега се соблака па се напива. Обратно. Мислам има. Она. Тоа таму прочита во лексиконот? Не, овде само си трагам овие термините медицинските, тоа пошто Жаре, не многу ти е гледам. лесно тебе, Жаре. Мене ми е супер да ти кажам вака и дај Боже да ми остане уште едно 25 до 30 Дај Боже. години. Сега Брена ти дојде во емисија, следниот е Барак Обама. Сигурно и него ќе го донесеш во Барак кој ти Обама шиша. не знае да пее кирилица. Штета. Слабо ги познаа српскиве песни, а Не го викај. Не го викаш. Не е интересно. Левин може Путин да го мислам викне дека руска музика. да ургираме. више ни Може прија. Путин кој те шиша? Па не знам, тоа веројатно таму треба да се праша. Кај што е Јоргирата? во протоколот. Тешко се стига до човекот. Бевте гледате дека специјална го- покана. Цели мир вообще. Да, будет так, как символ. Многу секси маж. Мислам, јас тоа го констатирам, не чекам од тебе. Веројатно, јас не гледам Не, за тоа. секси може секси, Ака, ама да. не е активен како Берлускони. Да, се лактат со Пиро Меѓутоа, Становски, ете така. што би рекол Али- Сашко Коцев. Али еви сега коментарите, баш и таа дружба со нас, со моторџиите негова, ја коментира дека е као мачо мен некој и дека покрај тоа што е со нас, нели, знае да лета со авион, со подморници, со не знам Со сите ниша. Абе не нормално они да не знае, он Еви, е Путин. Пеđо знае Он се. лета, Пеđo све каже прави. дека знае, Така. така. Он која иде на лов, на пример, мора да убие најголем елен. Тој мора да е 900 А кој кила ќе еленот. убие? Ние која Не е идеме, важно. 100% некој е стрнче убиваме од 4 месеца. Бамби, 5. бамби. Па сега нормално е да. Нели председател? Кога сме веќе кај мажи,
мачомен, метросексуалец, многу интересна кованица е метросексуалецот, значи од неодамна. Ја и Брек сме метро, они се сексуалци. Да, маж од метро. Маж од метро. И мажите кога им кажеш метросексуалец, дури се врегаат, мислат дека има врска нешто со хомосексуалец. Метросексуалец. Метросексуалец. Нема, таа е застарена верзија, нема тука. Ја и Ова е нов термин. сантим сексуалци. Ова е за метро нема, ове од дедо ми го има оставено во аманет, да не барам, мислам дека нема на најде. Жаре, ти си метросексуалец, ако смеам да забележам. Ја дефинитивно. Јас ја више сум 3-4 метра сексуалец. 3-4 метра. И од мене по сексуалец не може да Мерката ти јазикот е 3-4 метри или? Да. Јас со све баратам, професор. Јазикот е чудо. Кај што ти ги едуцираш децата така да ја потекнувам од средина. Високо школство, образование. Метросексуалците се нели урбани момци кои сакаат да се негуваат исклучително и низ историјата метросексуалци биле и Рудо Валентино, и Казанова, и Евгенио Онегин, и Дон Жуан, што значи дека не треба од метросексуалството мажите да им е незгодно да кажат, значи еден добро негуван маж, налицкан, дотеран, воопшто не е за навреда, дека нели се негувате. Мислам Ленин, ако го прашам дали се фарба, не се фарба, дали се депилира, не се депилира. Види, тоа се феминизирани машки кои што ја барем тој термин како... Неме така Пеџо се депилира. Чекај. Пеџо, удри го. Добро, сега, видете. Јас колку што го познавам тој термин, прво тој термин сега не ми текнува на човекот што го има измислено, меѓутоа тој е хомосексуалец кој што првпат го употребува како термин. Нема за хомосексуалците со него ќе не затворат. И тоа е уствари пропаганда да се смета дека во дел измислувањето на тие метросексуалци е пропагандата да се продаваат козметички производи како на жените, нели, да може да се прошират и на мажите. Ништо не е спорно, од секогаш, мислам, се подразбира дека мажот треба да е чист, да си одржува хигиена, да се одржува да изгледа добро, меѓутоа се оди во претерување каде што премногу се употребуваат некои средства кои што порано апсолутно не биле потребни на мажите. Аз сметам дека и сега не им се нешто потребни или не ги прави нешто посебно. Сега, друго е прашањето што можеби од женски аспект секој пат, барем и во мое време и сега, кога девојките бирале кој им е најубав, го бирале најсладкото што најмногу на женско личи. Најнежното, најсимпатичното, најубавото. Што сметам сега дека можеби некои машки кои што сакаат да имаат многу повеќе жени, жените да бидат многу повеќе сакани од жените, се приближуваат и изгледаат како и нив самите. Значи имаме машки што почнуваат да се пудраат, да се шминкаат, не знам, да одржуваат. Сака да каже, жените се поише и поише сакаат да имаат девојчиња поред себе. Да, и од секогаш било така. Значи тие лепушкаски кога ќе видиш некој машко, у мое време сите ги сака, тој најмногу што нас ни изгледаше како некој женче. Ние сме ги викале женчиња, тие ама тие па најмногу девојки вртеа. Вртат женчиња. Да, али добро. Па и ние сме имале тогаш некој сектор на девојки кои што па можеби Овие за отпад што биле. Што биле за фрлање, ја и Ленин сме ги чекале. Некако момин поток. Што не знаеш? Расмодомани, што би се рекло Пеџо. Singing